Воена опрема од арсеналот на армијата на Република Македонија денеска беше презентирана во центарот на Виница. Високата воена технологија ја видоа голем број граѓани на Виница, која неделава одбележува 82 години од ослободувањето. Вчера вечер го започнаме одбележувањето со летно кино под отворено небо и проекција на шпански филм, а денес продолжуваме со интересна презентација на воената опрема на македонската армија. Вечерва повторно ја очекуваме публика на летно кино со проекција на македонскиот филм Балчак. Од присутните, воената опрема најмногу ги воодушеви најмладите. На мен ми се свиѓа ружјето. Возилата и опремата, пушките. Многу убаво како снимат у воздухот. И што најповеќе ова ли ти се допадна? Да. Програмата за одбележување на големиот јубилеј годинава е со речиси со повеќе десетици содржини за сите генерации. Утре прославата продолжува во село Блатец, каде со положување на свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци ќе им одадеме почит и на оние кои ги положија своите животи за слободата. За во сабота подготвивме програма за најмладите, но верувам дека и повозрастите ќе уживаат. Пред Домот на културата ќе се одржи ликовна работилница на тема жонглери, каде децата преку своите трчи ќе може да изразат својата фантазија. Потоа продолжуваме со Баскетфест, со атрактивни акробации и настапи на аниматори од Аргентина, Чиле, Колумбија и Мексико. Во вечерни часови по 21 часот ја очекува македонска рок вечер. Забавниот дел е посебно атрактивен. Централниот настан е на 30 август на плоштата од Ангел Винички, каде поготвиме богата музичка програма. Главни гости ќе ни бидат Next Time, а вечерта со своји настапи ќе ја збогатат и наши локални изведувачи. Прославата ја завршуваме на 31 август, ден пред почетокот на новата учебна година, повторно со програма посветена на децата. Тоа е театарска представа во изведа на театар од Пишани од Скопје. Градоначалникот Митко Костадиновски денеска со повик до граѓаните. Се надевам дека и оваа година успеавме да ги подготвиме содржините кои ги задоволат интересите и вкусовите на нашата виничка публика. Ги повикувам сите граѓани да бидат дел од овие настани, да се дружиме, да славиме заедно и заедно да ја пишуваме историјата на нашата општина Виница.